Јагленот како енерген за производство на електрична енергија се поизвестно е дека ќе се користи уште долго време во голем дел од европските земји. И покрај барањата и агентите на Унијата постепено да се исфрли до потреба, за да се обезбедат доволни количини на струја. Роковите ќе бидат пробиени. Чешка според стратегијата треба целосно да го замени јагленот во 2033 година, но според надлежните, тоа тешко дека ќе се оствари. Има доволни количини на јаглен за следните неколку децении. Реална датум у Чешка е можно 2030, можно 2040. Тоа уште не знамо. Ми имамо варијанте атомске термоелектрани, имамо две. Они планирају до 2033-35 година. То значи още 10 години. Македонската делегација предводена од министерката за енергетика Божиновска во посета на една од најголемите термоцентрали во Чешка, Тушемице. Вели, иако и Македонија има рок за исфрлање на јагленот до 2030 година, се поизвестно е дека рокот ќе се пролонгира. Ние работиме на ажурирање на стратегијата, што не е на 2040 и ќе направиме се за да можеме да имаме еден период на транзиција и секако дека ќе ги искористиме нашите рудни богатства кои ги имаме, односно јагленот кој што го имаме, ќе го искористиме. Дали тоа ќе биде 2030 или понатаму, ќе да знаеме секако со нашата нова стратегија. Меѓутоа не можеме од сега точно да кажеме дека во 2030 ние ќе правиме било што. Се гледа и трендот е дека ќе има одложување, меѓутоа времето ќе покаже, првенствено ние да ги снабдиме сите граѓани со електрична енергија. Присуството на сулфур во јагленот им задава проблеми на чешките производители. Откако властите ги казниле со 14 милиони евра глоба, компанијата инвестирала 300 милиони евра за десулфуризација и декарбонизација на воздухот пред 15 години. Дека јагленот што долго ќе се употребува покажуваат и официјалните бројки на Чешка. Речиси половина од потребите за електрична енергија се произведуваат во овие термоелектрани. Останатите се од нуклеарни централи, од обновливи извори на енергија, но и од гасни централи. Меѓутоа проблемот со нив е што во моментот нема гасни турбини затоа што во Европа се чекаат и до 6 години. Од Чешка Прага за Сител, Наташа Мерсовска.